Обществени институции. Почитувани рецензенти. Професор доктор Весела Малевска-Ивановска. Институт за физиология и спортска медицина. Медицински факултет УКИМ Скопје. Професор доктор Владислав Гомановиќ. Институт за мајка и дете. Доктор Вукан Ќупиќ. Белград, Република Србија. Доцент доктор Сотир Марчев. Извршен директор на Бугарскиот национален кардиолошки институт Плавен, Република Бугарија. Во чие отсуство ќе ве поздрави доктор Венцислав Цветков. Професор доктор Аспазија Софијанова, клиника за детски болести УКИМ Скопје. Професор доктор Александар Сајковски, клиничка болница Аџибадем Систина Скопје. Ви посакуваме добре дојдовте на промоцијата на книгата Кардиологијата и спортот од авторите доктор Лиљана Лазаровска и примариус доктор Бојчевски Оливер. Пред да ја поканам промоторот на книгата, рецензентите да одржат свој збор. Доктор Лазаровска да се обрати во името на авторите, а доктор Бојчевски да даде израз на благодарност. Ве поканувам да ја проследите точката и да уживате од срце за срце на децата од студиото за танц Бах Струга.
почитените гости и драги колеги. Особена чест и задоволство ми е што сум меѓу вас во овој простор, кај прекрасното Охридско езеро, во Охрид, град со огромна историја и наследство, вгнезден меѓу високите планини и Охридското езеро, извонредна природна убавина. Градот на УНЕСКО и скапоцениот камен во круната на Македонија, меѓутоа и познат како спортски град, град од каде што потекнуваат бројни познати и признати спортски работници и спортисти, кои дале и даваат придонес за спортот во Република Македонија во минатото и денес. Денес имам пријатна задача да ја промовирам книгата Кардиологијата и спортот од авторите Оливер Бојчевски и Лилјана Лазарска. Ненадејната срцева смрт кај спортистите представува голема трагедија за фамилијата и целокупното општество и неговите институции, спортските клубови, училиштето, јавната заедница, а посебно за спортско-медицинскиот тим кој се грижи за здравјето на спортистите. Секој случај на ненадејна срцева смрт создава големо внимание во јавноста за тоа што се случило, дали нешто се превзело за да се спречи ваквиот настан и дали адекватно и професионално се интервенирало за да се извлече пациентот спортист од оваа состојба. Токму тој факт представува мотив за авторите да ја напишат оваа книга, што представува прв ваков испечатен труд од областа на кардиологијата со препораки за спортување. Првиот автор на книгата е доктор Лилјана Лазарска, лекар специјалист по педиатрија, која својата едукација од областа на педиатриската кардиологија ја започнала на медицинскиот факултет во Скопје, а ја продолжила во референтни центри во Белград, Лондон, Софија. Целиот свој работен век несебишно го посветила на децата. Авторката во овој ракопис сака да го сподели своето огромно долгогодишно искуство и стекнато знаење од секојдневната пракса при дијагностицирањето и лекувањето на пациентите и спортистите со сите колеги лекари по спортска медицина кои секојдневно се сретнуваат со дилемата дали да дозволат или не бавење активно со спорт кај оние спортисти кај кои е дијагностицирано некакво кардиолошко засегање, да помогне да го изберат правиот пат, да го третираат и водат спортистот пациент. Вториот автор е доктор Оливер Бојчевски, лекар специјалист по спортска медицина, кој се определил целиот свој работен век да го посвети на спортистите, голем ентузијаст, кој иако млад повторно се јавува како автор на книга од областа на спортската медицина, а се со цел да го сподели своето стекнато искуство и знаење со сите оние кои што имаат било каква врска со спортот и спортистите. Неговите досега објавени книги денес се користат меѓу колегите лекари по спортска медицина, специјализантите и оние кои активно се вклучени во спортувањето и спортот. Се надевам дека и овој ракопис исто така ќе се најде во рацете на читателите за кои тој е наменет. Ваков ракопис кој ја покрива осетливата област на кардиолошки болести во спортот е секогаш неопходен и добредојден. Важна област, како што е спортско-медицинските прегледи, представува озбилна тема, особено заради фактот што ненадејната срцева смрт во спортот станува важна, дури откако ќе се случи. Ние мораме да ја спречиме со нашиот одговорен однос кон здравјето на нашите спортисти, работејќи превентивно и прегледувајќи навреме, при што критички ќе оценуваме нивната здравствена состојба. Оваа книга, Кардиологија и спорт, покрај тоа што е наменета за младите педиатри-кардиолози, наменета и за лекарите специјалисти по спортска медицина, но пред се на тимските лекари кои повеќето компликувани состојби треба да ги препознаат на терен, да ги упатат спортистите на соодветно исследување и третман и да им го посочат правилниот пат за тие да бидат здрави, способни и успешни. Авторите на оваа книга всушност сакаат да придонесат за исполнувањето на целта на мајчин јазик, да се запознаат и остручат колегите лекари, да се подсетат и да ги прошират своите познавања од областа на спортската кардиологија. Ракописот Кардиологија и спорт е намената за оние кои што се бават со спортот од медицински и практичен аспект,
специјалистите по спортска медицина и останатите специјалисти и лекари инволвирани во работата со спортистите и со сите оние кои што рекреативно се збават со спорт, затоа што физичката активност е есенцијална за нивното добро здравје и квалитетен живот. Оваа книга ги пренесува најзначајните аспекти на спортската кардиологија и најновите сознанија од таа област. Напишана е на 360 страници, консизно, јасно и на случен јазик. Материјата на најдобар можен начин, систематски изложена во 7 делови, односно поглавија. Во првиот дел именувам како основи на кардиоваскуларен одговор на физичка активност, разработени се физиолошките основи на кардиоваскуларниот одговор на физичка активност, посебно обработени за аеробни и одделно за анаеробни вежби. Дадена е класификација на спортовите, посебно место им е дадено на биохемиско-молекуларните и структурно-клеточните ефекти на вежбите врз кардиоваскуларниот систем. Суплементите кои што ја подобруваат кардиоваскуларната функција за време на физичката активност и мирувањето, како и влијанието на допингот врз кардиоваскуларната функција се последните подделови на првиот дел. Овој дел има за цел да пружи јасен увид во извонредните адаптивни способности на човековиот организам, да се прилагоди на интензивното вежбање и да обезбеди подобро разбирање на примарните физиолошки принципи кои што влијаат на спортската способност. Понатаму следуваат 5 делови во кои што се дефинирани и детално објаснети срцевите заболувања, поделени како конгенитални срцеви заболувања, стекнати заболувања на залисточниот апарат на срцето, болести на миокардот и перикардот, аритмии, и во 6-тиот дел се дадени други чести состојби како што се невиниот шум, системската хипертензија, синкопата, палпитациите, градната болка и ненадејната срцева смрт. Секое заболување, секоја кардиолошка состојба обработена на тој начин што првенствено е јасно дефинирана, прикажани се патоанатомските и патофизиолошките промени и механизми, етиолошките причинители на секое заболување, како и можните класификации, прикажана е клиничката слика, прогнозата, начинот на диагностицирање со сите достапни кај нас методи, како и критериумите за диагностицирање. За секое кардиолошко заболување накратко е посочена можната терапија, медикаментозна и или хирушка, како и диференцијално диагностичките можни заболувања. Во сите овие делови на крајот се дадени препораки за спортување при вакви заболувања и состојби. Предпоследниот дел, 7-миот на овој ракопис, е делот во кој е направен приказ на клинички случаи, пациенти и спортисти кои поминале низ раците на авторите на оваа книга. И последниот дел е користената литература, која покрај постари обилува и со цитирани автори од колондато. И на крајот, дозволете ми уште еднаш да го потенцирам значењето на овој ракопис за спортската медицина, спортот и за сите учесници во него и врз основа на сето она што пред малку ви го изнесов за книгата Кардиологијата и спортот, на авторите да им честитам за успешно завршената работа, да им посакам понатамошна работа со спортистите и нивните проблеми да им бидат поттик за понатамошно творење и пишување, а на читателите, особено колегите по спортска медицина, од се срце да предложам тие да им станат корисен и незаменлив дел, четиво од нивното секојдневие при работа со спортистите на терен, каде што се создаваат врвните поединци и во амбулантите, каде што се следат нивните развивања и напредувања. Ви благодарам на вашата внимание. Dame i gospodo, poštovane koleginice i kolege, dragi prijatelji, profesorka Maleska je detaljno obrazložila recenziju i dala recenziju ove knjige. Ja jesam jedan od recenzenata knjige, ali pre svega sam prijatelj autora ove knjige. Zato se veoma zahvaljujem autorima knjige, doktorki Ljiljani Lazarovskoj i doktoru Oliveru Bojčevskom na pozivu da prisustvujem najljepšim povodom događaju u stvari objavljivanju i prezentaciji ove knjige.
Iako mi je teško da budem potpuno objektivan u svom nekom izlaganju i analizi, jer doktorka Lazarovska je moj dugogodišnji prijatelj, reći ću nekoliko nepobitnih činjenica. Njen profesionalni put dečjeg kardiologa je bio onakav kakav bismo željeli da bude, inače put dečjih kardiologa u regionu. Kao primjer za sve, sistematična i uporna, da dostigne najviše standarde, doktorka Lazarovska je školovana u inostranstvu, ali značajni deo vremena je provela i u Beogradu u Institutu za zdravstvenu zaštitu majke i deteta. Iako je tokom školovanja stekla neophodna i vanredna teorijska i praktična znanja iz dečje kardiologije, u to je ugradila talenat, posvećenost i humanizam, koji kao oreol krasi inače njenu ličnost. Ljudi su vredni onoliko koliko sa sobom ostavljaju tragova. Doktorka Lazarovska i doktor Bojčevski su ovom knjigom ostavili dubok trag i dragocenost u dečjoj kardiologiji na ovim prostorima, ali i u čitavom regionu. Iako makedonski nije moj maternji jezik, dobro štivo kao što je ovo, lako se razume, lako se čita i lako se usvaja. Zadatak pisanja ove knjige nije bio ni malo lak, ali autori su uspeli da na jednostavan, ali pritom visoko stručan način prikažu oblast dečje kardiologije u sprezi sa sportskom medicinom. Toplo preporučujem knjigu svim studentima, specijalizantima, lekarima specijalistima takođe, kao i lekarima na užoj specijalizaciji iz kardiologije. Čestitam autorima i želim vam dobro zdravlje, dugogodišnji profesionalni rad i očekujem da se ponovo vidimo sličnim povodom pisanjem neke nove knjige. Hvala. Тук на това хубаво събрание, защото е възпрепятстван и затова аз имам честа да представя неговата рецензия. Доцент Марчев е изпълнителен директор на Българския кардиологичен институт в България. Така, кратко е. От времената на Хипократ до ден днешен медицината има една и съща схема. От едната страна е пациентът, а от другата е лекарят. И тези две страни контактуват помежду си. Така медицината винаги е била и се остава лично занимание. Затова и постиженията в медицината са винаги лични. Добрите медицински книги и учебници също са лично занимание на авторите им. Затова сравнително малки страни като Македония могат да съществуват добри медицински книги и учебници, каквито в по-големите държави няма. Въпрос на добри автори. Книгата «Спортска кардиология» на доктор Оливър Бойчевски и доктор Лазаревска е добър пример за такава монография. В България нямаме толкова добър учебник по спортна кардиология. Авторите заслужават похвала дори само за факта, че са се заели с тази тежка задача. Справили се чудесно. Книгата започва с физиологичните промени в организма при спортно натоварване и достига до конкретните заболявания. Приложените схеми и електрокардиограми подпомагат разбирането на текста. Уместно е лекарят да има такава книга в библиотеката си, за да може винаги да направи справка при нужда. Приятно четене! Пожелава доцент Марчев, а от мое име пожелавам на двамата автори много здраве, да са все така упорити и да имат професионални успехи и нови творчески успехи и да чакаме новата книга. Секогаш кога спремам говор и кога треба да го читам, не ми успева, бидејќи секогаш сум инспирирана од луѓето што ги гледам пред мене и од она што се случува во текот на денешниот ден. Не можеше ништо побаво да ми се случи од тоа да дојдам тука без разлика на сите обврски, што го потврдува правилото дека секогаш кога се сака, се може. Драга моја Лиле, заслужуваш да се дојде, заслужуваш да се каже за тебе нешто. Зашто на вистина
Не си примариус доктор во областа, ти си професор за многу луѓе и направи нешто во регионот, не само во Бугарија што вела дека нема. Мислам дека во регионот ова што го направи ти го нема и верувам дека заслужуваш огромен аплауз од сите нас заедно со доктор Оливер Војчевски. Ја познавам долго. Сега сум професор на медицински факултет, бивши директор на Универзитетската клиника за детски болести и председател на педиатриското здружение. Меѓутоа, нашите години не се важни колку што е важно она што го поминуваме заедно и она што го гледаме. И знаете како некако клиниката во еден период имаше некаков тип на репер дека таму се случуваат нештата. Не е точно. Лиле е човекот кој што уште од минатото го поби тоа. Таа во својот регион почна да ја гради својата кариера и нема утнато диагноза до сега. Да го знаете, ви го кажувам со полна одговорност, бидејќи тоа неизините пациенти понекогаш доаѓаат на ревизија кај нас, доаѓаат на реевалуација, евентуално за евентуален оперативен захват, но тоа укажува дека инвестицијата во себе што има направено, не само во Скопје, туку како што слушнавте, и во Белград, во Лондон, во Софија, на сите други места, укажуваат на нејзиниот раст во делот на детската кардиологија. А за да станете добар детски кардиолог, тоа навистина е многу сериозна и многу одговорна работа, а денес заборавивме едно нешто, а тоа е одговорноста. Лиле е човек кој има одговорност пред се, кој знае да биде одговорен, кој 5 пати ќе ве праша после тоа што се случува со нејзиниот пациент, што ретко денес ќе го слушнете. Бидејќи духовниот пристап на она што таа го носи во себе, во својата човечка природа и што треба и ние како педиатри да го имаме, и теоретското и практичното нејзино знаење, компилирано денеска го гледаме во една книга, која не само што јас треба да ја препорачам, тоа формално сигурно нема да ви го кажам, бидејќи сигурно ќе ја земете и ќе ја читате, бидејќи има што да видите и имате што да прочитате, туку ќе имате што и да научите и ќе знаете како да се однесувате, бидејќи животот сепак представува ментално здравје кое доаѓа преку спортските активности на кои забораваме. Можеби на овие простори многу забораваме, ама мене ме потсети мојот внук кој живее во Канада и ми рече: "Тето не ме примија на факултет во Канада додека не видеа со кој спорт се занимавам и дали сум здрав." Сето тоа заеднички укажува колку светот обраќа внимание на спортските активности и сигурно тоа заеднички дозволува да имате една комплетна, здравствена, умствена и балансирана состојба, за да можете сепак да ги надминете сите препреки во животот кои доаѓаат. И затоа, Лиле, со огромно задоволство, секој што ќе каже не можам, не сакам, имам обврски, сето тоа представува само еден вид на оправдување за да не се дојде. А нема оправдување кога ве влече човечката природа, кога ве влече човекот и неговото знаење, кога ве влече некој кој на вистина е репер и ќе остане репер и за понатаму со делото што го остава, а очекувам да не престанеш. Да продолжиш со твојата работа, бидејќи многу луѓе може да ти позавидат. Да ти позавидат, а и да ти се воодушевуваат во исто време. Мојата благонаклонетост и кон тебе и кон колегата за оваа книга. И на сите вас тука заедно, верувам дека имаме на што да се гордееме. Не го гледам почитуваниот господин градоначелник на општина Струга, ако е тука, а ми е добар пријател, го поздравувам исто така, бидејќи тој знае како ние исто така се бориме за детските животи. Во еден период и со Лиле сме се бореле на клиника заедно, а борбата продолжува. Ви благодарам. Сум ја последен. Пред се, прво добар ден на сите. Ви посакувам, јас сум многу среќен што сум денеска тука. Не е ова воопште што би рекла колешката Софијанова флоскула. Кога го добив материјалот да го прочитам по мејл, првото што ми текна на ум беше реченицата на Кенеди: 3 дена пред да губиат луѓето кои што вика не го знаат минатото, не ја знаат ни сегашноста ни иднината. И тогаш земав да ги листам сите книги дома што ги имам, а верувајте ми ги имам сите изданија што се во Македонија од сите области на медицината. Не недов од 46 година до сега книга во која што има вакво сиже или една ваква компилација или ваква една комбинација на материјал. Навистина честитам за ова
овој текст кој што е напишан и ова дело кој го направивте, ова е нешто што влага во интелектуалното милје на Македонија, ова е нешто што навистина во ова кризно време, да го кажам, за нас лекарите, особено затоа што многу лекари си отидоа од Македонија, слушам многу млади и понатаму се спремаат. Се надевам дека оваа книга ќе биде потик не само за помладите колеги, туку и за сите постари колеги и за нашите современици да напишат нешто. Но имајќи го во предвид стручниот и професионалниот курикулум на колегите, јас морам да кажам дека нивниот курикулум не би сакал сега повеќе да зборам многу за книгата, меѓутоа ме инспирира да ви прочитам еден стих. Ова важи највише за авторите на книгата. Човекот не ги пронашал сите лекови за своите болести, мирот за сите војни, за солниште од сите земјотреси, брани за сите поплави. Но во сите неволји успеа да се најде себе си. Човекот никогаш не ги одувал сите своји неволји, но научил како да ги пречека. Тој научил како да живее со или против нив. Со ова ги постигнал највозвишените особини кои најмногу го прават човек. Колеги, не само што би ја препорачал оваа книга на сите вас, односно на сите наши млади колеги, специализанти, специјалисти не само од спортска медицина, него од сите области на медицината, едноставно би ја препорачал само заради тоа што навистина добро прочитана оваа материја може на сите нас многу да ни помогне, затоа што многу луѓе, како што чувте, се бават и со рекреативен спорт. Затоа на крај сакам да завршам со уште едно. Значи, колеги, убаво е кога на некого си му потребен, кога нешто зависи од тебе, кога некој ќе ти се обрати за помош, кога знаеш и можеш да помогнеш. Се надевам дека оваа книга на сите нас ќе ни помогне да бидеме уште подобри лекари. Ви благодарам. После се многу сум возбудена од присуството на сите вас. Јас покушав нешто да напишам за да ја приближам на сите вас мојава книга. Пред се благодарам на сите мои колеги, многу сум радосна, ама и многу збунета. Нема да именувам благодарност, имав намера за многу луѓе, ама ќе погрешам во моментов. Сите ми се драги, Сајко ми е колега од факултет, Цуле од специализација, Владо од специализација, Весела од младоста и од факултетот Оливер од работата. И многу меѓу вас. Сега накратко само ќе покушам да кажам зошто ме инспирира да ја напишам оваа книга. Значи, во целиот свет, вродените срцеви мани, инциденцата е иста. Нема раса, географска ширина или економски развој. Секаде се исто. Меѓутоа нешто што во последните 20 години се промени, тоа е стопата на преживување и стопата на смртност која се намали на помалку од 5%. 85% од децата веќе со вродени срцеви мани доживуваат адултна возраст и ќе ги збунат нашите колеги интернисти. И сега фаталните срцеви заболувања станаа хронични. Се наметна прашањето, досега се боривме за преживување, а сега се бориме за квалитет на животот. Негативните последици на пациентите со вродени срцеви мани ви се многу познати, меѓутоа не е познат и не се работи на социоекономскиот нивни адаптивен период. Заради тоа, тие имаат проблем со своите врсници и околината, школата, поради своето отсуство од животот и од учењето. Многу програми во светот се поддржува да се изработат која е главната поента на која треба да работаме ние во иднина, а тоа е телесната активност. Затоа ние се нафативме да ја напишеме оваа книга, затоа што децата се активни, играат и постојано се во некоја движба. Значи, главен аспект е телесната активност, која што им овозможува адекватен телесен, емоционален и социјален развој. Прашањето на секој лекар е
голема дилема, секојдневно се среќаваме, која активност, во која мера и во кој степен да ја препорачаме, а да не погрешиме. Како што рековме, најлесно е вродените срцеви мани да бидат напишани онака како во книга, меѓутоа никогаш не е така. Во праксата никогаш не добиваме само ВСД или АСД, него тоа е широк диапазон на морфолошки промени и хемодинамски промени. Меѓутоа, никогаш не е пропорционално тежината на болеста со нивната способност за телесна активност. За жал така. А ние претерано развиваме некој заштитнички однос. Како родителите, лекарите, наставниците, учителите, тренерите, сите. За телесните активности да ве подсетам, ево ги децата тие постојано тренираат, се надпреваруваат, трчаат, имаат вежбање, домашни работи и сите можни активности, а не сакат од тоа да се откажуваат. Намалената способност на децата со вродени срцеви мани произлегува од непознавањето на своите способности и преценувањето на својата способност. А ние пак ги заштитуваме заради флоскулата. Ризикот е поголем од користа. Ограничувајќи ги во нивните активности, правиме штета. Например, тие ке се една од најголемите причини на денешницата е дебелењето. Од друга страна, доколку тие се преценат во своите активности, го доведуваат својот живот во опасност, ограничувајќи ги ние пак правиме поголема штета со тоа што доведуваме до оштетување на нивната моторика, дури до 60%. И факт е дека низ целиот свет сите испитувања покажуваат дека само 33% од родителите бараат стручна помош, а таа адекватна, навремена и точна стручна помош доведува до нивно секојдневно адекватно, сигурно физичко оптеретување што им обезбедува адекватен развој. Препораките се исти и за болните и за здравите. Значи секојдневна телесна активност во трајање од 60 минути да биде за нив адекватна за возраста, забавна и да се избегнат седечките активности, да се намалат на помалку 2 часа. То се играње игрици, гледање на компјутер, гледање телевизија. И затоа препораките за телесните активности треба да дојдат уште во предшколска возраст. Кандидатите за препораки, сега ова го напишав со цел да видат сите колеги дека препорака за телесна активност имаат од најпростите мани, дали се оперирани или не, до најтешките цианогените кардиопати со Айзенменгеров комплекс. Значи во книгата ќе најдете препораки за сите и уште за ритмолошките проблеми. Ова е препораката на Светската здравствена организација, секојдневна активност од 60 минути и за здрави и за болни. И на крај, доколку ние се трудиме, јас ја напишав оваа препорака дека не треба да се трудиме да успееме во животот, туку треба да се трудиме животот да ни успее. Почитувани присутни, моја должност како дел од протоколот е да се заблагодарам на спонзорите, на фирмите и луѓето без кои никогаш немаше да се испечати, издаде и промовира оваа книга. Почитувани спонзори, ви благодариме. И ако спонзорите несебично се откажаа од својата профит само да ни помогнат нам и на научната мисла, се чувствуваме должни и ние авторите, а и вие да му помогнеме на некого и нешто. Поради тоа, јас и докторка Лазаровска одлучивме да се откажеме од сите авторски права и сите парични средства од продажбата на книгите, ќе ги донираме со цел лечење на Николовски Љубе, Мамуди Каја и Крстеска Ивана, со надеж дека еден ден ќе не представуваат како врвни наши спортисти. Почитувани гости, пријатели, колеги, нека ова промоција покрај научен има и хуманитарен карактер. А сега ве поканувам во ресторанот на хотелот да продолжиме со нашето дружење. Ви благодарам и поведете.